генерално оценката во однос на институциите колку се грижат за својата сајбербезбедност е на е на ниско ниво, односно мал процент од организациите, институциите инвестираат во сајбербезбедност, се од причина дека не е тоа приоритет. Со носење на со исклучок на нели на некои поважни институции и кризисна инфраструктура каде што дел од тие да речем одговорни лица размислуваат малце понапред и надвор од кутијата кои што сакаат да ја унапредат безбедноста или слушнале некои минати искуства што се случило во минатото, се со цел дека не сакаат на нив да им се случи. Но генералната оценка е дека на многу ниско ниво, но со чест на исклучоци дека некои започнуваат веќе да инвестираат во сајбер безбедноста. Тоа се како Народната банка, како Министерството, некој дел од Министерството, критичните министерства како финансии, агенциите за електронски комуникации и сите останати агенции, не знам, јавни предпријатија, буквално никој немаме допир дека или немаме сознание дека инвестира во сајбер безбедност. Ние соработуваме со многу од тие, со голем дел од тие институции и организации, но сепак мислам дека се уште е ниско нивото. Мислам дека повеќе треба да се мисли како инвестиција, не како трошок за сајбербезбедност. И знаете лошото е тоа што безбедноста е услугата и целиот тој процес е нешто што не се гледа, не е видливо, не е допирливо. Едноставно луѓето кои што работат во позадината, инвестициите кои што се прават дали во опрема, дали во алатки за заштита на системите и податоците се генерално невидливи се додека не се случи нешто. Затоа е проблемот кај луѓето кои што не работат во оваа област, односно кои што ги водат овие институции, едноставно не гледа, нема допир со таа работа и затоа мислат дека можеби тие се народски кажано фрлени пари во ветар. Така да, но се додека не се кога ќе се блокира нешто, кога ќе се случи нешто, тогаш можеби да дојде до некакво освестување